Ja съм Коня. Нямам презиме, пошто народът не знае така. Доаѓам од село Југово и кој ќе го најде по 500 евра до секого во Македонија. Те зафакавам. Барем, за разлика од другите председатели што се кандидирали, ја имам тона хумор. Јас му носам среќа на народот. Јас се кандидирам за председателската функција затоа што на народот му треба сејо. Му треба нива. Му треба чиста река. Еве првиот месец ќе се собереме сите заедно и ќе влеземе во Вардар да го чистиме како прва полициска акција на месецот. Ма Конјо, ладно е. И добро е, тогаш на лето, тама ни плажите ќе ги пуштат во употреба. Може и набрзо да се води. Јас можам да кажам дека имаме одлично сериозни тактики како да се справиме со левите и со десните. И не ја да им ќутам таму, вака, директно. Ајде ти таму доста! Ајде доста ти таму, иди купи сончоглед, не туку глупо треска и работи. Ке садиме дрва, ке играме со џамли, ке се менјаваме со сликички и многу други граѓански игри. Во собрание ќе го изгласаме секој закон, како што е офсайд, како жмурка пример, доколку да се брои, пошто има некои луѓе бројат до 100, некои бројат до 10 и не може нешто да броиш ти до 100. Ке се скријам кај брат ми Панче во спајзот горе во село Југово. Ке ги продадеме сите коли, ке купиме точаци, тротинети, ролсули, ролери. Исто како во Аргентина. Брат ми беше во Холандија исто како е да си во Аргентина. Ке собираме, ке носиме од планините воздух, сите по една кофа. И така со автобуси организирано и сите ќе ги соберат кофите, ќе ги товарени и ќе ги носиме туку од Скопје. А вода за пиење? Бата ли водата има време ти рековме лето, ќе го чистиме Вардар. Дали мислиш со ова дека ќе победиш? Да, мислам дека овој пат ќе победам, затоа што гласачите ќе имаат можност тука горе во кјосот да гласаат и ако собереме 20.000 гласови, мислам дека Македонија знае што сака да незе и јас сум Коњо од село Југово и се кандидирам за председател на Македонија и вие гледавте платена политичка програма.